Во идеални временски услови, одличе терен и по светлоста на рефлекторите, на градска стадион во Штип, Брегалница и Платковица одигра еден отворен фајтерски меч во кој победник се реши во последниот дел од преварот. Тренерите на Брегалница Добринко Илиевски Пижон и на Платковица Љупчо Димитковски Гањо оцигледно одлично ги подготвиле своите играчи, што се покажа во првото полувреме кога со фер коректна и предпазлива игра премногу се запознава и респектира и првиот дел заврши без голови 0:0. Во второто полувреме двете екипи тргна на се или ништо, со желба корнето да се открие резултатот. Таквата игра вроди со плод и веќе во 49-та минута Брегалница прва успеа да постигне гол и да дојде во водство од 1:0 со голот што го постигне капитенот Христе Наумов. Се реде возбудливи ситуации и на едната и на другата страна. На одбраната и на Брегалница и на Платковица интервенираше и сврдајќи ја топката по екипата во корнер. Кога најмалку се очекуваше, гостите од Радовиш изненади и постигнаа гол. Во 75-та минута на одлично нафрлена топка од корнер на Тасевски, налета шtoперот Таранинов, кој со глава просто ја закова топката во мрежата на немоќниот голман Денковски за изравнување на резултатот на 1:1. Шефот на стручен штаб на Брегалница Добринко Илиевски се чини ги искористи вистинските џокери и играчите кои него во игра донесо свежина и направија вистински пресврат. Најпрвин Бакратиски во 80-та минута постигне извонреден гол со кој повторно ја доведе Брегалница во водство од 2:1. Но влезениот Кудев во самиот финиш на преварот, по еден брз контрнапад и побегнат на одбранбените играчи на Платковица, постигна гол за конечен резултат Брегалница Платковица 3:1, полувреме 0:0. Брегалница во текот на целиот меч ја имаше поддршката од верните навивачи на фалангата и на ултрабанда, кои од покривот на автобуската станица френетично навиваа и направија вистински огромет. Судиската четворка на чело со Петар Мантев од Неготино одлично се ја заврши работата. На крајот шефовите на овите екипи Добринко Илиевски и Љупчо Димитковски со свој коментар. Честитки пред се за добрата игра. Победа на Брегалница 3:1 ми се чини дека е висок резултатот према оно што го покажа играчите на теренот. Ваш коментар. Па пред се да им честитам на играчите на Брегалница и на стручниот штаб на победата и на добриот прием, како и секогаш, нели, тука секогаш приемот бил на едно повисоко ниво. А што се однесува до надпреварот, видовте и сами во еден типичен првенствен надпревар, во кој што и двете екипи со своја математика пробавме да парираме на Брегалница со собствени сили колку што можеме и умееме. Мислам дека добро се спротиставивме и во одредени периоди од мечот и ги покажавме своите заби. За жал, фудбалот е таков, кога играш добро, не се освојуваат бодови. На среќа или на несреќа, во првите две кола ги имавме првите претенденти за шампиони во оваа лига, Тиквеш и Брегалница. И се надевам дека ќе продолжиме со добрата игра и со собирање на бодевите во натамошниот тек од првенството. Па сами видовте во еден тежок надпревар од аспект дека противникот нема што да загуби, дојдени беа тука растеретени. Цело прво полувреме помина на нивна половина и против таков противник е многу тешко да се игра. Значи, се додека него отворивме резултатот, беше како да кажам, многу тешко за нас, меѓутоа после 1:0 играта се отвори и покрај тоа што примивме изненадувачки гол од прекин, мислам дека се знаеше, односно се очекуваше дека во финишот на надпреварот и физички сме поспремни, имаме поквалитетен ростер на играчи и тоа вроди со плод. Јас би рекол дека и навремено ги искористите џокерите. Играчите кои влегоа во игри го решија надпреварот. Па да, со новото правило да има 5 измени, секоја екипа, секој клуб што е поорганизиран и што има поголем ростер на играчи е во предност и нели
играчите што влегоа од клупа сепак се поквалитетни од противникот, беа свежи и успеа да донесат предност на нашата екипа. Први две кола 6 бода, 3 бода против. Секој што згодната екипа на Каменица Саса, еве и Платјовица докажа дека може и знае да игра. Јас би рекол дека целиот источен регион е со респектабилни екипи, некогашни прволигашки екипи кои и доста се заселија во овој период. Па да, традиционално сите екипи што во минатото имаа квалитетни состави и фудбалски средини како Радовиш, како Саса Каменица, Осогово, значи успеа во овој периоден рок да најдат сили и да најдат средства да направат добри екипи и тоа е добро за лигата и за нас и за сите, затоа што не се само 2-3 утакмици кои што треба да го одлучат првенството, туку секој надпревар е на некој начин дерби и лигата добива на квалитет и на драж. Штета само што нема публика, мислам дека во догледно време дека и тоа и публиката ќе се врати на теренот и ќе биде секако што треба. Кога спреки публиката, таа беше тука близу до автобуска станица и тоа значи еден морал дигање на играчите и би рекол дека Брегалница има доста добар квалитетен кадар, значи секого може да замени, тоа токму се покажи на денешниот надпревар, ќе повторам 5 замени навремено, џокери искористени, стрелци, асистенти на голови, што ќе рече една компактна целина. Баш ми е драго за играчите кои што влегуваат од клупа, за да докажат и тие дека се равноправни во однос на компонирањето на екипата и мислам дека тоа е еден стимул за нив во нареден период да се наметнат како првотимци, а би потенцирал големата улога што има фалангата и навивачите на Брегалница кои покрај овие околности најдоа начин како да му помогнат на клубот кој што го сакаат и уште еднаш од срце им благодарам.